И секако за овој дел од утринскиот брифинг планиран е редовен разговор денеска со Жарко Ивановиќ, раководител на секторот за експлоатација и одржување на капацитетите во јавното претпријатие Водовод. Имено темата е следна: енергетската криза покрај домаќинствата го засега секој сектор во земјава. Во вакви околности најважна е општествената одговорност, односно рационализирањето во користењето и избегнување на непотребна потрошувачка. Таков пример е јавното претпријатие Водовод и канализација, кои пред неколку дена донесоа интерна одлука за оптимизирање на потрошувачката на електрична енергија. Но се поставува прашањето што тоа ќе значи и дали ќе се одрази врз квалитетот на услугата. Како што ви најавив во продолжение на оваа тема, разговараме со Жарко Ивановиќ, раководител на секторот експлоатација и одржување на капацитетите во јавното претпријатие Водовод. Жарко, добро утро. Добро утро за вас и за слушателите на утрински брифинг. Врз основа на општествено одговорните политики на компанијата, најавивте рационализирање на потрошувачката на електрична енергија. Што тоа всушност ке значи? Така, следејќи ја состојбата во енергетскиот сектор во изминатиот период, односно проблемите со домашното производство на електрична енергија и потребата за набавка на дополнителни количини на увезена и скапа струја, и во најновата одлука за прогласување на кризна состојба во енергетиката, донесовме одлука да направиме еден обид за рационализација, односно намалување на потрошувачката на електрична енергија, со што би дале еден свој мал придонес за надминување на кризата во енергетскиот сектор. Станува збор за интерна одлука. На колкав временски период ќе се однесува таа и што се ќе биде опфатено со неја? Да, одлуката ќе биде на сила додека трае кризната состојба, односно додека се надминат проблемите во енергетскиот сектор. А всушност што значи? Значи дека ќе се обидеме да ги намалиме сите несуштински потреби за потрошувачка на електрична енергија во претпријатието. Тоа се однесува пред се на потрошувачката која не е во функционалниот дел, не е во технолошкиот дел, туку за осветлување, за затоплување и други несуштински потреби. Секторот експлоатација и одржување на капацитетите, меѓу другото, е задолжен за обезбедување на град Скопје со квалитетна вода за пиење. Дали оваа мерка ќе значи ограничување на функционалноста на капацитетите? Апсолутно не. Како што кажа, се однесува само на несуштинските потрошувачки на електрична енергија, додека оној технолошки дел кој е неопходен за обезбедување на услугата за водоснабдување на граѓаните на град Скопје со вода, како и за делот на одведување на отпадните води, апсолутно не станува збор за никакви проблеми во функционирањето, нити пак смееме да дозволиме да се случат такви проблеми. Како би бил ефектот од оваа мерка според вашите проценки? Имате ли податоци за колку би ја намалиле потрошувачката на електрична енергија во компанијата? Немаме директни пресметки за колку би се намалила потрошувачката. Меѓутоа, ако ви го кажам, фактот дека предпријатието на годишно ниво троши некаде околу во изминатата година 22 милиони киловат часови електрична енергија, што е значителен износ и како количина и како пари. Секој мал процент кој би го заштедиле би помогнало на глобалниот енергетски систем во државата и се надеваме дека ќе дадеме свој придонес во тој основ. Значи не беше суштината да се направи заштеда за нашите трошоци, меѓутоа да се придонесе во глобалното решавање на проблемот. Покрај тоа што со ваквиот чекор јавното претпријатие Водовод и канализација испраќа порака дека во иднина ќе мора да многу повеќе внимание да посветиме на штедењето на електричната енергија, сепак оваа порака е подеднакво важна дека треба да се штедат сите природни ресурси и да се рационализира нивната потрошувачка, тука секако мислам и на потрошувачката на вода. Апсолутно сте во право. Ваквите состојби на криза, во проблеми во функционирањето на системите ги имаме и ние во летниот период. Значи и ние имаме периоди кога чувствуваме недостиг на вода, кога природните издашности на изворите се намалени, па имаме проблеми да обезбедиме услуга за нашите корисници. Токму затоа имаме разбирање и за проблемите што сега се случува во енергетскиот сектор. И затоа е многу важно секој да се обиде со свој личен пример, дали е тоа
голем индустријски објект или е домаќинство, да дадеме придонес, да пробаме да намалиме потрошувачката на електрична енергија и со тоа да го стабилизираме енергетскиот сектор. Што се однесува до водата, да, апсолутно, секоја заштедена чиста питка вода представува една инвестиција за иднината на државата, затоа што тој ресурс апсолутно е во ризик и навистина немаме резерви за вода со кои би се расфрлале. Така да неопходно е штедење на водата. Така, токму тоа ми е и следното прашање со оглед на тоа дека град Скопје е во постојан раст. Имаме ли доволно вода за сите? Сегашните капацитети ги задоволуваат потребите? Како што знаат корисниците, град Скопје се снабдува со вода од 2 каптажи во извориштето Рашче, како и дополнителни извори на вода, 7 бунари кои се наоѓаат во бунарското подрачје Лепенец и Нерези. И тие количини ги задоволуваат потребите на граѓаните за питка вода. Се разбира, постојат природни циклуси на хидролошки промени и последнава година, а и дел од изминатата година, се наоѓаме во еден циклус на намалена издашност на извориштата, намален водостој на сите водни текови во државата, што за нас представува некаков проблем, меѓутоа со овие дополнителни извори на вода од бунарите се задоволуваат сите потреби на градот и немаме никакви проблеми во функционирањето. Планирате ли... Што не значи дека во иднина не може да се јават проблеми, токму затоа ние работиме со медиумски пристап кон корисниците да апелираме на рационално користење на водата за потреби за пиење, а не и за други несуштински потреби. Планирате ли во идниот период нови ископи на бунари? Постојат размислувања во таа насока. Генералниот урбанистички план за град Скопје предвидува и нови зафати за вода. Тоа се однесува на Кадина река. Постојат исто така и истражни работи во делот на еден подземен извор кој се наоѓа на локалитетот Матка. Во последната година се иницира и некои програми за истражување на дополнителни извори на вода во облик на бунари во скопското подрачје. Така да во иднина треба да се бараат и дополнителни нови извори за снабдување со вода. Се уште се во истражни работи. Со оглед дека на неделно ниво го објавувате извештајот за квалитетот на водата, тука ќе ве прашам каква вода пијат скопјани? Скопјани пијат здрава, квалитетна вода и тој квалитет се следи постојано, секојдневно, во сите изворишта за вода, како и во 50 точки во дистрибутивната мрежа во градот. Квалитетот го следи собствена лабораторија која е високо опремена и акредитирана за методите кои ги работи. И како што објавуваме редовно во нашите извештаи, квалитетот на водата е одличен и нема стравување кај граѓаните за тоа прашање. Так. Жарко, јас ви благодарам за овој утрински разговор во утрински брифинг. Секако остануваме и понатаму во контакт и ќе информираме за се она што е од интерес на јавноста. Ви благодарам, што е на располагање, пријатно.